Поштовани гледачи, добро вечер. Ова е ТВ Објектив на НТВ телевизија. А вечерашен мој драг гостин и пријател пред себе рекла, пратеникот Александар Николовски. Добро вечер. Благодарам на поканата, добро вечер. Најпрво од срце ви благодарам што се озвавте на поканата. Верувам дека доста ексклузивни работи ќе кажеме токму тука и посебно ми е драго што еве после година и нешто мислам дека еве за прв пат повторно се бувате на Охридска телевизија пред си регионално. Јас благодарам на поканата и драго ми е што сум на НТВ. Долги години сме пријатели со НТВ и драго ми е што телевизијата сега влегува во една нова фаза и како регионална телевизија, но и со многу новини, така што посакувам многу успех и се надевам дека за кратко време ќе стане најгледана телевизија во регионот. Благодарам. Значи најпрво и да ви честитам за новата функција која што добивте од неодамна. Јас верувам дека сите се запознаени, него уште еднаш точно да кажеме. Значи избран сте за подпредседател на мониторинг комитетот на парламентарното собрание на Советот на Европа во Страсбург. Да, благодарам. Значи покрај вас само што да напомениме дека уште еден член е Игор Ивановски, значи како член од Македонија. Ќе ни кажете ли точно што е оваа функција и што ќе биде првата работа, кога започнувате со работа? Да, значи мониторинг комитетот е најбитниот комитет во рамки на парламентарното собрание на Советот на Европа, кој што е практично Советот на Европа во мало. Во него се офатени сите оние работи кои што ги работи Советот на Европа, пред се во делот на заштита на човекови и малцински права, културни и јазични права, наблюдување на претседателски парламентарни избори, оние познати извештаи кои што доаѓаат после избори за тоа како меѓународната заедница и цени изборите, всушност се извештаи на мониторинг комитетот на парламентарното собрание на Советот на Европа. Понатака тука е работата на познатиот суд за човекови права од Страсбург, кај што се жалат и нашите граѓани кога веќе ќе ги исцрпат сите судски инстанции во Република Македонија. Тука е работата на Венецијанската комисија за правдата, кај што сите закони поврзани со правото на Европската унија се праќаат на мислење. Тука е работа на Комитетот за превенција од тортура, кој што се однесува во делот на состојбите во затворите во сите земји, како и високиот комесар за човекови права, кој што дава мислење за состојбата со малцинските права во сите земји од Европа. Мониторинг комитетот е практично крем на европската парламентарна демократија. Исклучително познати пратеници се членови на Советот на Европа. Почнувајќи од соседите, например, 4 години до мене во парламентарното собрание седеше господинот Тома Николич, кој што сега стана претседател на Србија. Таму се име по азбучен ред, јас Николовски, тој Николич, така што бевме еден до друг. Тука беше Драголјуб Мичуновиќ, легенда на српската политика, Чедомир Јовановиќ, Али Грудич и така натака. Од Грција, например, во моментов шеф на грчката делегација, како што сум јас шеф на македонска делегација, е познатата Дора Бакојани, која што беше министр за надворешни кога беше ставено ветото на Македонија за членство во НАТО. Од Албанија е досегашниот премиер Сали Бериша. Од Хрватска плејада на познати пратеници, од кои што до сега стана и европратеници. Од Русија е Пушков, кој што е претседател на Комитетот за надворешни односи на Руската дума и еден од блиските луѓе на Путин. Досега таму беше Чавушоглу, кој што сега стана министер за евроинтеграција на Турција, така што тоа е еден навистина крем на парламентарната демократија кој што е таму. Да бидат избран за подпредседател на мониторинг комитетот е врв, заради тоа што согласно партискиот договор председателското место припаѓа на Социјалистичката партија, а подпредседателското на Европската народна партија, каде што членува и ВМРО ДПМН. Само за илустрација, мои против кандидати беа шефот на делегацијата на Финска и шефот на делегацијата на Шведска. Две држави со врвен и животен стандард и демократија, така што во една таква конкуренција успеав да бидам избран. Мандатот е една година со право на повторни избори понатака и се надевам дека правилно ќе го искористам за да наметнам и нов стил на работа во рамки на Советот на Европа, но и да се обидам да лобирам за македонското национално прашање секаде кај што можам тоа да го правам. Јас бев член на мониторинг комитетот во оваа измината година. Успеав да се наметнам со моите ставови и работа таму и мислам дека овој избор дојде како последица на таа работа. Само за илустрација за гледачите на вашата телевизија, македонски пратеник до сега на волку висока позиција не бил избран, значи ова е највисоката позиција што македонски пратеник ја имал во меѓународни рамки. И тоа колку привилегија, толку и обврска за она што ќе работам понатака.
а во исто време бев избран и како дел од 16 члената адхок комисија на Да, значи парламентарното собрание има 315 пратеници. Донесе одлука дека треба да се направи реформа на целокупниот Совет на Европа, пред се во делот на мониторинг постапките, и требаше се изберат 16 пратеници кои што треба да напишат новиот практично устав на Советот на Европа, кој што треба да му даде смисла на функционирање на Советот во следните 50 на години. И јас сум еден од 16 луѓе кои што треба да го напишат до јуни месец, потоа да оди на усвојување во парламентарното собрание и здравје доколку биде усвоено од јануари 2015 да почне да се применува. Така што тоа се вака два големи предизвици кои што ги имаме оваа година. Но во исто време не го заборавам Охрид, директно од Страсбург дојдов тука. Денес имав и средби со поголем дел граѓани кои што сакаат да ме видат, заради тоа што јас тоа секогаш го кажувам. Еднаш и премиерот фигуративно го кажа, уште дури министар за надворешни беше господин Антонио Милошовски, кога кажа дека треба од скапите Краун Плаза хотели во Брисел да се оди во Могорчи и Ростуше, ги спомина тој тогаш. Значи, нема поента од нашата меѓународна активност, за разлика што мојот избор е навистина еден врв што може да го постигнете како пратеник, без разлика од која земја сте, уште повеќе што Македонија е исклучително мала и невлијателна таму. Но целиот тој ангажман нема смисла доколку не ги слушате луѓето што ви избираат. Јас знам дека некогаш луѓето имаат и преголеми очекувања и дека бараат од мене и точно и бараат работи кои што не се во моја надлежност, се во надлежност на владата или на локалната самоуправа, но најмалце што можам да направам е да ги слушам и секој слободен момент јас сум во Охрид и ги мотивирам сите кои што не гледаат да ја посетуваат мојата пратеничка канцеларија која што се наоѓа во рамки на зградата на Комуналецка и Охридскиот пазар, да ги доставуваат своите предлози и сугестии. Јас се обидувам, ако не секоја сабота, секоја втора сабота да сум во Охрид и да се сретнам со што поголем дел од нив. Денеска се сретнам со преку 40 луѓе кои што сакаат да поразговараат со мене. Кажувам, не сите проблеми можам да ги решам, не за се имам одговор. Поголем дел од работите не се надлежност на собранието. Добро и совет да се даде или точно, или поголем дел од работите се надлежност на некои судски органи каде што не смееме да се мешаме или нешто друго, но сакам да разговарам со луѓето и гледам дека и нив им е полесно кога ќе кажат нешто, а некогаш е доволно и да ги посоветувате, ако им кажам дека не е патот кај мене, да знаат каде е патот да ги посочам. Така што мислам дека меѓународната активност без здрава политика дома нема смисла и мора двете работи да се поврзани и не можат една без друга. Веднаш по изборот, само што малце ќе ве задржам на оваа тема, изјавивте се, надевам дека ова ќе значи мониторинг и врз земјите кои што ги кршат принципите на Советот на Европа како што е Грција. Значи, мислите ли дека тука можете да влијаете? Да, значи, јас повеќе од 2 години зборувам во Советот на Европа за не еднаквите услови за работа во Советот на Европа. Зошто? Сега ќе се обидам наједноставно да им го доближам на граѓаните функционирањето на Советот на Европа. Советот на Европа е формиран 1949 година и идејата му била да ја балансира студената војна. Значи Советот на Европа е единствена организација каде што земјите од поранешниот СССР се членки, за разлика од Европската унија. И ние таму разговараме и со колегите од Русија, од Украина и така натака. Мониторинг постапката е креирана така да ги мониторира земјите кои што имаат пониски демократски стандарди. Такви се новите земји членки, како што е на пример Македонија, заради тоа што до 91 Македонија не беше независна, стана членка на Советот на Европа во 95 година, и земјите од поранешниот комунистички блок, заради тоа што немало демократија таму, туку беше нели едноумие и нормално е да овие процедури на избори, на владење на правото бидат непознати. И до тука е во ред. Но проблемот е дека дел од старите членки ова го злоупотребуваат и се случува да Република Македонија, например, која што е во постмониторинг диалог, да ги исполнува сите стандарди кои што ги бара Советот на Европа, а Грција, која што воопшто не е во мониторинг диалог заради тоа што е стара членка, да не исполнува повеќе од пола стандардите на Советот на Европа. И јас во овие 2 години говорев дека тоа не е фер, не е во ред. Заедно со уште неколку други делегации, вклучувајќи ја тука и руската и турската делегација, полската, унгарската делегација, побаравме реформи во Советот на Европа и токму ова 16 члено тело во кое што сум избран е телото кое што треба да ги направи реформите. И нашата идеја е да може да се прави мониторинг секаде. Например, мониторинг за состојба со човекови права во земјите членки на Советот на Европа. Па да видиме какви се човековите права
и во Македонија, но и во Грција, и во Велика Британија, и во Русија. И да можеме да се споредуваме. Иначе ќе изгуби суштината и смислата Советот на Европа доколку не го реформираме на овој начин, а има високо реноме заради тоа што се смета дека парламентарното собрание на Советот на Европа е повлијателно од Европскиот парламент од две причини. Првата причина е заради тоа што таму членуваат и земји кои што не се членки на Европската унија пред се од источниот блок, како што споменав. И второ, пратениците кои што се бираат во Европскиот парламент се бираат на непосредни избори, на директни избори. Заради тоа што има голем евроскептицизам, излезноста, особено во западните земји, за избори за европратеници е некаде 30 до 35%. Пратениците во парламентарното собрание на Советот на Европа се представници од националните парламенти. Значи, за да сте во парламентарното собрание, мора да сте пратеник во националниот парламент. Обично избори во Европа за национален парламент се некаде со 60 до 70% излезност. Значи, има дупло поголем легитимитет од европратениците, прво. И второ, се работи за највлијателните луѓе. Веќе споменав неколку имиња за да се има слика. Така што кога ги имате највлијателните луѓе во парламентаризмот во Европа, во исто време мора им дадете нови алатки како би добила смисла целата таа работа. И јас, како и за многу други работи, не сакам дома да сум патриота, надвор да не правам ништо. Обратно, јас цело време говорам во Советот на Европа што треба да се случува со македонското малцинство во Грција, а не правам како што некои други прават. Например, мене ми е најлесно во Скопје во собрание да ги повикам здруженијата на децата бегалци или на луѓето од Егејска Македонија или да го повикам Виножито или некои други невладини организации од таму да си поразговараме меѓу нас. Ама тоа нема ефект, заради тоа што останува тука, останува во Македонија. А кога ги отварам прашањата во Страсбург, не секогаш може би има максимален ефект, но има поголем ефект отколку да дома говориме меѓу нас. Така што оваа година очекувам да побараме да се спроведат пресудите на Европскиот суд на правдата во Страсбург и да отпочнеме постапка како в година би можеле да ја мониторираме Грција во делот на човекови, малцински, културни и јазични права, заради тоа што само уште една реченица, Грција е единствена држава во Европа која што не признава национални малцинства. Согласно нивниот устав постојат само така наречени религиозни малцинства. Значи имате право да се декларирате како малцинство доколку не сте православен. И има една заедница пред се во делот према Турција на муслимани кои што се декларирани како малцинство, но религиозно. Додека национални малцинства не се признава заради тоа што согласно нивниот устав се вели дека сите кои што се православни се грци, што не е вистина. Има македонци кои што живеат таму, кои што се православни, не се грци, се македонци. Има албанци кои што се православни, кои што се албанци, не се грци. Има власи кои што се исто така православни, кои што не се грци. Има турци кои што не се муслимани, туку се православни, кои што исто така не се грци, така што на овие 4 малцинства не им е признат статусот. И тоа е борбата која што ја водиме во моментов и тоа е една долготрајна борба. Јас сега условно кажано го разодувам снегот, па се надевам дека и следни генерации после мене ќе можат и поголеми резултати да имаат. Так, нели, кога ќе почне работата комитетот, се надевам дека во следната прилика ќе разговараме многу на оваа тема, ќе имате многу повеќе да ни кажете за самата работа. Но во секој случај што кога се договаравме за овој разговор и за гостувањето ваше во ТВ Објектив, ми ветивте дека ќе откриеме една ексклузивна веста поврзана со Охрид и со автопатот кој што ќе се гради од Кичево према Охрид. Нели датумот ќе го соопштиме или конечно, верувам дека сите ги интересира, дека се прецизирани веќе конечно сите детали се знаат. Предавам на тоа само сакам да кажам една работа за автопатот. Јас сум веќе 8 година пратеник. Работа за која што најмногу сум се залагал и јавно во Собранието на Република Македонија, и во контакти со мојата пратеничка група, и во контакти со министри, и во контакти директно со премиерот, било изградба на автопат од Скопје до Охрид. Заради тоа што сметам дека тоа е најбитниот инфраструктурен проект не само за Охрид, туку за цела Западна Македонија. Значи и за Струга, и за Вевчани, и за Кичево, и за Деварца, значи за целиот тој потек. Заради тоа што сметам дека е помалце вредно било што ќе се направи во овие општини ако нема добра комуникација. Пример, ние во моментов имаме прекрасна болница во Охрид, која што ја правевме во мандатот на ВМРО ДПМН, чини над 7 милиони евра. Доколку има автопат од Кичево до Охрид, ќе можат пациенти од Кичево да доаѓаат побрзо до болницата во Охрид и да стане регионален центар. Намерно ја земам болницата пример за да ме сватите дека не е само туризмот нешто што е поврзано со комуникацијата. И сум исклучително среќен што дојдовме до оваа фаза. Беше многу тешко.
При тоа што се работи за еден исклучително скап проект. Двата автопати Скопје Штип и Кичево Охрид чинат 574 милиони евра. Само за споредба, за да има слика граѓаните, целокупните капитални инвестиции на Република Македонија во тек на една година изнесуваат 400 милиони евра. А во капитални инвестиции влегуваат од набавка на пенкала и хартија за институциите до изградба на училишта и болници. Значи, ние теоретски треба година и пол да не функционираме како држава, да не се изгради ништо, да не работат институциите, да не функционира ни една установа во Република Македонија, за да ги обезбедиме парите само за овие два автопати. И затоа се отиде на концесионирање на автопатиштата. За жал не најдовме интерес, заради тоа што за да биде еден автопат исплатлив, потребно е да има пред светската економска криза меѓу 8 и 10.000, а после светската економска криза меѓу 10 и 12.000 возила дневно проток. Само за споредба, автопатот кој што сега ќе се гради Охрид Кичево, дневен проток има 4.000 возила. 3 пати помалце од тоа што му било исплатливо за некој да го концесионира. Но ние не застанавме тука и се обидовме да наоѓаме други начини на финансирање. Успеавме да се договориме со кинеската влада да ни даде кредит под поволни услови. Кредитот е на 20 години со само 2% камата. За споредба, например, ако земете стамбен кредит, камата ви е 5,5 до 6%, ако земете автомобилски ви е 7 до 8%. Значи, далеку пониска камата. Тоа е првата позитивна работа. Втората позитивна работа, се договоривме со кинеската влада 51% од работниците кои што ќе работат да бидат македонци и 49% од фирмите кои што ќе работат да бидат македонски. Тоа значи сето она што значи градежна оператива во Македонија да биде ангажирано како би се отвориле илјадници нови работни места само во процесот на изградба на автопатот. Трета работа која што сметам дека е исклучително позитивна е дека автопатот ќе се изгради само за 3 години. Просечно период на градење е 6 до 7 години. Значи, ние некаде во 2017 година ќе имаме готов автопат од Охрид до Кичево. И четврта позитивна работа е што спојува 5 општини. Заради тоа што имаше една идеја да се гради прво Кичево Гостивар, познатата стража, но доколку се одеше така, јас лично сметав дека Охрид никогаш нема биде поврзан со автопат, тоа што има многу помал проток на возила, како што кажав, само 4.000. И ако тоа не го изгради државата, никој друг нема да го изгради. И затоа мојата логика беше прво да го изградиме ова, а потоа да одиме на концесионирање на другото. И силно лобирав за таа работа и кај надлежните институции и кај премиерот. За среќа беше тоа послушано и еве го имам резултатот и еве можам да најавам дека некаде на крајот на февруари, односно во периодот меѓу 20 и 24 февруари, ќе поставиме камен темелник за изградба на автопатот. Одлично. Само да напомениме дека самата изградба на автопатот ќе овозможи многу нови работни места, нели ќе се залагате што повеќе да има од овој регион. Апсолутно. Значи, компании да бидат вклучени. Тоа го споменав. Договорот, заради тоа што кога добивате така ефтин кредит, страната која што ви го дава кредитот има своји услови. Пред се во делот на квалитет. Договорот е дека автопатот ќе огради една од најголемите кинески компании, но дека 49% од работите ќе работат македонски компании, значи половина, и 51% од вработените ќе бидат од Република Македонија. Тоа значи дека ќе бидат од нашиот регион, значи нема некој од Струмица да доаѓа во Охрид да работи на автопатот, туку ќе бидат луѓе кои што ќе работат од овдека. Дополнително, како што кажав, е само за 3 години, што значи дека илјадници работни места ќе бидат отворени во овие 3 години. И уште една работа која што е многу битна, ќе се гради од 3 места во исто време. Значи ќе се пробива тунелот кај Пресека, кој што е долг 1990 метри, ќе почне да се работи од кај Подмоље и ќе почне да се работи од Крушино и Кнежино кај Кичево. Токму поради тоа нели за 3 години ќе може да се Точно, значи практично ќе оди на спојување, нема да е како другите патишта се почнува од точка А, се завршува на точка Б и по полекови. Како што кажав,
меѓу 20 и 24 февруари, заедно со представници на кинеската влада, сега го премиерот на Република Македонија, ќе поставиме камен темелник и се надевам дека некаде до февруари 2017 ќе возиме по нов автопат. Тука сакам само уште една работа да додадам, дека не го забораваме делот од Кичево до Гостивар. Во моментов се работи на тендер за издавање под концесија, тоа што за тој пат има интерес. Треба да се врзе заедно со патот од Скопје до Блаце, значи до косовска граница, и двата додат во пакет. Има заинтересирано концесионери, не сакам да зборувам пред време, но мислам дека за брзо време ќе имаме убави вести за тој дел. Одлично. Сега, одиме на друга тема поврзана во со здравството. Негде споменавме Охридската општа болница, која што мора да се пофалиме дека прераснува и во регионален центар, се повеќе пациенти доаѓаат не само од Македонија, имаме негде од Албанија и дури од Косово. Така. Но би сакал да ве прашам за болницата за ортопедија и травматологија, Свети Разпит. Значи има големи најави и за оваа болница, како ќе се реновира комплетно, мислам дека премиерот пред скоро време најави. Голема промена тука. Значи, за популарната меѓу охриѓани костозловна болница можам да кажам неколку работи. Прво, донесовме одлука и како парламент, но и владата да се создават специфични регионални центри во делот на здравството. Оваа болница е најстручна и најврвна во делот на ортопедија и травматологија. Има и на скопските клиники, има и на некои други места, но ова е врвот во Република Македонија и позитивно е да се размислува да стане уште подобро. Така што ќе се прави се да оди во таа насока. Согласно буџетот за 2014 година кој што го усвоивме во парламентот, 3,5 милиони евра се определени за реконструкција на постојната костозловна. Тоа значи комплетно реновирање на целокупната болница, до изградба на крилото, кое што пред десетици години е почнато. И идејата е тука да се изгради и кардиолошки центар, кој што е сега во делот према хотел Силекс, како би се споиле двата центри и би се направил еден голем медицински центар. Тоа е прво. Второ, се праќаат голем број од докторите на обука во странство, како и може да се пратат најновите трендови. Трето, се вработува медицински персонал, тоа што вие можете да направите најдобра болница, нема кој да работи таму и веднаш се праќа на обука. Тоа е со младите доктори. И четврто и по мене најбитно, се купува нова медицинска опрема. Веќе доби компјутер таа болница, треба сега да добијат и некоја друга апаратура, лаборатории и така натака, и плюс дополнително ќе се опремува како би станала најдобра болница не во Република Македонија, не во Македонија и Албанија како што е сега, туку на целиот Балкан и би можеле да имаме случаи од цел Балкан. Заради тоа што костозловната болница не е болница во одредени делови кои што се итни, но главно не е болница во која што времето е фактор поврзан со живот. Например, во кардиологијата е така, доколку не реагирате брзо, а имате инфаркт, се може да се случи. Овдека доколку имате одредени проблеми со раката или со ногата, добро е да ги оперирате денес, но и да ги оперирате за месец дена не е страшно. Така што, кога некој во Грција или во Бугарија ќе знае дека има најдобар центар овдека, ќе дојде и ќе се оперира тука. Плюс, што е на една исклучително атрактивна локација на Охридското езеро и е добра за рехабилитација. Така што овие 3,5 милиони евра за реновирање се само почеток на еден голем проект кој што ќе трае наредниве неколку години за создавање на огромен регионален центар во делот на ортопедијата, травматологијата, кардиологијата, дај Боже и кардиохирургија. И сега нова тема, некако времето ни е кратко, па мора повеќе теми да искористиме вашето гостување и повеќе теми да обработиме. Значи, најавено беше зголемување на платите на администрацијата и пензиите за пензионерите. Нели во септемвриската, кој што треба да ја земат во октомври, така треба да биде со 5% повисока веќе плата за администрација. За администрација, да. Значи, ние, уште кога дојавме прв на власт во 2006 година, ветивме две работи во економијата. Првата е дека ќе отвараме нови работни места и втората е дека ќе правиме платите попристојни. За жал, имавме таа несреќа да прво имаме светска економска криза во 2008
2010 година, потоа да имаме европска должничка криза во 2011 и 2012 година. 2013 година беше прва година на закрепнување. Во такви услови Република Македонија не зголеми ни еден данок, не намали ни една плата, не намали пензии, не испушти никого од работа. Напротив, два пати ги зголемивме и платите и пензиите, по 10% секоја година, значи кумулативно по 23-4% доаѓа. Понатака, ја намаливме стапката на невработеност од 38 на 28%. Ја знам дека 28% е многу, но кога дојдовме беше 38%. Да било 28% кога ние дојдовме, сега беше 18%. Значи да овие пред нас колку толку сработеле нешто. И оваа година, заради тоа што прв пат гледаме по-позитивни економски текови и очекуваме раст од 3,2% на бруто домашниот производ, ги зголемуваме пензиите од месец март, значи тоа е за 2 месеци од сега, за 5%, додека платите во администрацијата од месец октомври со септемвриската плата, како што спомнавте, за 5%. Во исто време, согласно закон кој што сега влегува во собраниска процедура, треба да се усвои во следниве месец дена, ја зголемуваме просечната плата во Република Македонија од постојни 8.050 денари на 10.080 денари. Тоа е во приватниот сектор. Значи, најниска плата која што ќе може да ја земе лице вработено во приватниот сектор за 2 години од сега, заради тоа што е скалесто покачувањето во следни 2 години, ќе биде 10.080 денари, додека во текстилната и во кожарската индустрија, кои што се поспецифични, тоа ќе биде во следни 3 години. Така што се обидуваме покрај да отвориме што повеќе работни места и платите ги направиме попристојни, заради тоа што луѓето треба да имаат колку толку нормални услови за живот. Некој ќе каже дека и 10.080 денари се малце, тоа е точно, но е подобро од 8.000 денари и е уште подобро од тоа што пред ние да дојме на власт немаше минимална плата. Значи апсолутно, немаше закон за минимална плата, значи работодавач можеше колку сака плата да дава на работниците, тоа сега го менувам. Има уште еден позитивен ефект. Сето ова зголемување ќе се одрази во економијата, заради тоа што колку повеќе пари влегуваат кај луѓето, толку повеќе ќе трошат. Тоа значи забрзување на неколку други сегменти, така што мислам дека ќе се почувствува значително во текот на оваа година ова зголемување. Така, кога зборуваме за плат и екзистенција, не можеме да не споменам дали последните измени во Законот за професионалните војници, што е со оние стотина, мислам дека беа војници кои што останаа без работа поради те години, да речеме, или како беше до 35 до 38 години. Значи ќе има измени тука во тој Закон за професионалните. Вака беше, значи кога ние дојавме на власт во 2006 година, професионалните војници работеа во армијата до 35 години и после тоа државата немаше никаква врска. Тоа беше тоа што владата на СДСМ го направи. И не лажеа, дури бевме опозиција од СДСМ дека така бара НАТО. Дојдовме ние на власт, ги прашавме во НАТО дали е така, ни кажа дека не е така, дека нема такво барање и дека во НАТО има војници со поголем број на години. Првата работа што направивме, го сменивме законот од 2008 година и ја качивме на 38 години границата. Утврдивме дека тоа не е доволно и затоа со закон кој што сега влегува во процедура, ја качуваме границата на 45 години, прво, и второ, на сите кои што ќе навршат 45 години и им завршува статусот на професионален војник, што и природно после 45 години веќе и тие физички активности не може и да ги издржи организмот, ќе им се гарантира вработување соодветно на образованието кој што го имаат, што е различно од 35 години негарантирано работно место, така што тоа е еден позитивен чекор за сите професионални војници сегашни и никои што планираат да работат во армијата на Република Македонија, да бидат свесни дека заради тоа што се спремни да ја бранат својата држава, дека ќе им се одолжи државата со трајно решавање на нивното вработување до пензионирање. Така овој закон е во процедура? Да, влезе веќе во собраниска процедура, до крај на февруари треба да биде усвоен. Така. Уште еден закон имаме, или законот за стечај. Да. Овој пат нели им се овозможува на фирмите по легален пат веќе да можат и да се продават или преку овој закон, ќе може да има два закони за стечај. Прв е овој кој што го спомнавте, втори за работниците, прво за овој да објаснам. Значи, видите што увидовме дека се случувало во Република Македонија.
голем дел фирми се во стечај повеќе од 20 години или повеќе од 10 години. Што се случувало? Еден врзан систем на судии и стечајни обвинители, стечајни управници се извинувам, правиле така да фирмите не ја завршуваат стечајната постапка заради тоа што така им одговарало. И најголемите фирми во Република Македонија, каде што работеа стотици илјади луѓе, а беа уништени во криминалната традиција од 90-тите години, се уште не има завршена стечајната постапка. Тоа што на стечајниот управник, например, му одговарало да ги издава дуќаните на таа фирма, да ги продава машините на таа фирма и така натака. А во исто време, стотици илјади луѓе кои што работеле во тие фирми, не може да си ги остварат своите права. Им се плати пензиско, инвалидско осигурување, здравствено осигурување и така натака. Ние сега што направивме? Донесовме закон согласно кој што во рок од една година имаат обврска стечајните управници да ги завршат сите стечајни постапки, да го продадат имотот на фирмите и со парите да ги обештетат работниците. Доколку тоа не го направат во рок од една година, државата го конфискува целокупниот имот на фирмата во стечај и ги презема врските и државата ќе продава после тоа, а ќе расчистува со вработените. Ова го правиме заради тоа што беше создадена на, како што кажав, условно кажано стечајна мафија, каде што стечајните управници намерно не ги ликвидираа фирмите. Има во Охрид 4 или 5 такви фирми, ги знаат сите, кои што години не има завршено стечајната постапка. Например, Отекс е еден таков пример, каде што поранешните вработени не можат да си ги регулираат стажот и придонесите во делот во кој што работеле. Сега ние му велиме на стечајниот управник, имаш една година да завршиш постапката, доколку не те разрешуваме, има казнени одредби за стечајните управници, ние го преземаме имотот и ние после ќе ја разрешиме како влада оваа работа. Така, во секој случај вработените ги бидат обештетени. Апсолутно. Добро, значи тоа беше еден дел од новитетите во законот нели за стечај, тоа што стечајните работници. Тоа е втор закон кој што сега влезе во собраниска процедура. Значи ние исто така кога дојдовме на власт во 2006 година, се соочивме со проблемот на така наречени стечајни работници во фирми каде што државата имала 50 плюс 1%. Зошто во тие фирми? Тоа што во тие фирми државата носи одговорност за работниците заради тоа што е мнозински собственик. Во фирмите каде што 50 плюс 1% имал приватен собственик или биле акционерски друштва, си носат одговорност тие кои што имале собственост. Во 2008 година донесовме на закон согласно кој што на сите вработени кои што работеле во фирми кои што отишле во стечај до 2004 година, 31.12.2004 година, им се исплаќаше паричен надоместок во висина од 34% од просечно исплатена плата во Република Македонија, тоа е нешто над 7.000 денари, 7.300-400 денари, до остварување на правото за пензија. И со тоа се реши еден значаен сегмент на вакви вработени. За жал се соочивме со ситуација да неколку крупни фирми кои што беа во доминантна државна собственост, како што во Охрид ЕМО, а тука и Еврокомпозити, Тутунски комбинат од Прилеп и Охрид од Скопје и така натака, не успеа да се трансформираат на начин на кој што ни очекував. Пример, за ЕМО 4 или 5 пати владата распишуваше тендер за продажба, условот беше да се задржат сите вработени, никој не окупуваше заради превработеност и преголеми долгови. Донесовме закон со кој што се исплатија придонесите прв пат во 2009 година, а после тоа донесовме закон во 2012 година со кој што до 31.12.2011 година повторно им се исплатија придонесите. Целосно тоа беше некаде околу 7 милиони евра и плюс уште 7 милиони евра со еден друг закон се исплати отпремнина на сите вработени во ЕМО во вредност од 1000 до 2300 евра. Но тоа го реши до негде проблемот, но не го реши целосно, заради тоа што парите се трошат, луѓето имаат потреби и така натака. Најголем дел од нив се луѓе кои што се во досните 50 години. Нема многу алтернативи во животот. И наистина ми е тешко да зборувам за ова, се тешки судбини, луѓе кои што наистина вложиле многу од својот живот, но пред крајот на работниот век не можат да го видат излезот. Ова се дел од проблемите кои што вечерва би беа. Да, имав средба со вработени од ЕМО кои што ми кажува овие проблеми. Навистина јас во сите овие 8 години како пратеник постојано или одам таму,
или се среќавам со вработени од ЕМО, или се јавувам во менаџерскиот тим да прашам како е, или се јавувам во владата. Иако како пратеник немам ингеренции за оваа работа, односно не е работа на пратениците да се занимаваат со управување на фирми или со носење на одлуки кои што се носат во министерства. Сепак, малци над своите надлежности излегував и притискав за овие вработени, заради тоа што ми е навистина жал во каква состојба се. Некојаш се благодарни, некојаш не се, и јас ги разбирам, но правам нешто што други луѓе или не сакаат да оправат, или немаат начин да оправат, така што ја користам мојата позиција да притискам колку што можам кај одговорните да им помогнат. Колку им помагаат, тоа е веќе прашање на одговорните, но јас правам максимален притисок. Во таа насока, во договор со премиерот, се одлучивме рокот за важење на законот за стечај да биде до 31.12.2013 година. Што ги опфаќа и вработените во ЕМО, заради тоа што предпријатието отиде во стечај во мај-јуни 2013 година. Значи, сите кои што работеле во ЕМО, а ја изгубиле работата, заради тоа што предпријатието отишло во стечај, а потоа немаат договори на неопределено работно време, имаат повеќе од 25 години стаж и работеле таму, имаат право на месечен надомест од 7300 динари, односно како ќе расте просечната плата и повеќе, 34% од просечна плата до остварување на правото на пензија. Тоа е една помош и едно регулирање на статусот на овие луѓе, заради тоа што, како кажав, поголем дел од нив се во досните 50 години, немаат многу избор во животот каде би можеле да работат, и ова е едно и одолжување кон нив, но и давање сигурност за да можат мирно да ги дочекат пензионерските денови. Ќе го искористам вашето присуство уште да ве запрашам за формирањето на слободната економска зона, значи до каде сте тука активностите? Значи, тука морам да кажам дека тоа е работа на соработка помеѓу владата и локалната самоуправа. Мене ми е многу жал што ние во Охрид, без разлика што не беше нашата политичка партија, 8 години имавме градоначалник кој што не сакаше да соработува со владата. Што е на штета на охриѓани. Знаете, ние политички може да се одмеруваме, на крајот штетата ја трпеа охриѓани. Гледате, општината има толку од 50 на милиони евра, буџет на општината е 7-8 милиони евра, што значи 6 или 7 буџети на општината однапред се потрошени. Во таа насока неколку пати предлагавме на досегашниот градоначалник да се отвори слободна економска зона во Охрид и секогаш не одбиваше. Со сегашниот се најде разбирање и Министерството за одбрана ја додели локацијата кај Мауцкер, која што е сега собственост на Министерството за одбрана, на општината, како би можела општината да отвори слободна економска зона, каде што под поволни услови би се отварале фирми. Ние доса не можевме во Охрид да донесеме странски инвеститор, заради тоа што немаше каде да гради. Тие доаѓаат во Скопје, во Бунарџик, ама Бунарџик е слободна економска зона каде што тие можат непречено да инвестираат. Во Охрид немаше каде да инвестира заради тоа што немаше таква зона, така што следниве 10 дена тоа ќе се направи официјално и после тоа ќе може да се носат странски инвеститори кои што се заинтересирани да ја гледаат локацијата, заради тоа што без отварање на нови работни места во Охрид не можеме да зборуваме за една среднорочна и долгорочна перспектива, не смееме само на туризмот да се наслонуваме, а во исто време работни места отвараат странски инвеститори. За жал, домашниот капитал е минимален, и јас ги поддржувам и сум многу радосен на секоја домашна инвестиција, но главни се странските инвестиции, треба да се мотивираат. Во исто време и касарната, генерал Михајло Апостолски, ќе биде дадена на користење на општината, како таму би можело прво да се префрли Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле, се направи еден голем комплекс, да се изгради нова средна школа таму, да се изгради нова основна школа, полициска станица и другото да оди во насока на развој на градот, значи практично да почнеме да го шириме натака градот и тоа да значи една нова економска динамика за градот, така што Министерството за одбрана, во кое што државен секретар е охриѓанец, господин Сашо Стефановски, навистина заедно со градоначалникот на општина Охрид, господин Никола Бакрачевски, најдоа заеднички јазик и тоа ќе е во бенефит на сите охриѓани. На наше големо задоволство бевме со градоначалникот токму таму на тоа место, па и колку толку и плановите за охриѓани ги презентира. Одлично. Барем онака како што е зацртана страна на локалната самоуправа. И сега ќе да ве запрашам колку сте задоволни од она што е видливо од работата на локалната самоуправа, значи
знам дека имаат многу планови, но сепак од она што досега во овие месеци, како е градоначалникот Бакрачевски на власт, дали сте задоволни од она што е сработено? Јас сум многу отворен и никогаш тоа не сум го криел, дека секогаш бев критичар на работењето на локалната власт во Охрид во сиот изминат период, иако тоа не било моја ингеренција како пратеник, но ми беше жал каков е Охрид и во која насока се движи локалниот развој на Охрид и тоа правев многу жестоко. И стојам за тоа што сум го правил и за сето тоа што сум го кажал. Градоначалникот Бакрачевски доби огромна поддршка од охриѓани, победи со повеќе од 8000 разлика, што е невидено во избори во Охрид. Тоа е колку привилегија, толку и обврска. Тоа се огромни очекувања од охриѓани и од него и од локалната власт. Јас сум личен сведок во нашата прекрасна комуникација која што имаме, тој како градоначалник и јас како пратеник, но и како пријатели и сопартици и како охриѓани, дека на дневна основа се труди да решава што поголем дел од проблемите. Знам дека охриѓани може да речат дека е тоа доволно или недоволно. Знам дека ако се сретнал со 20 луѓе, со други 20 не се сретнал, па можат и на тоа да најдат забелешка, но денот е толкав, работен ден е 10-12 часа максимално. Но она што знаме дека прави максимални напори во услови на блокирана сметка во општината, во услови на милионски евра извршни судски решенија, во услови на огромна превработеност во локалните предпријатија и општината и во услови на 50 милиони евра долг, поголем од долгот на сите други општини во Република Македонија заедно, вклучувајќи го и град Скопје, да прави нешто. И веќе првите резултати се видливи. Се гледа решавање на неколку инфраструктурни проблеми во градот, пред се во делот на улици, канализации, водоводи и така натака. Се изради долго најавуваниот плоштадка и поранешната градска библиотека што треба да го отвори градот. Затворениот базен е нешто што е прашање на соработка помеѓу локалната самоуправа и владата и се надевам дека оваа година ќе почне да се гради, но конкретно за локалната самоуправа навистина мислам дека градоначалникот и советот прават огромни напори да градот се придвижи и мислам дека резултатите ќе почнат да се гледаат за година и пол од сега. Значи, за вие нешто да извадите видливо, мора претходно да го сработите. Знам дека заради тоа што охриѓани 8 години чекаа резултати, сакаат да има резултати утре, сакам и јас, но ако ништо не било сработено претходно, не може да се направи наеднаш. Например, еве еден пример ќе кажам, кој што го знам лично. Охрид имаше искористеност на ИПА фондови, ова го кажам заради тоа што го имам искуството од Соедна Европа, до претходниот градоначалник од 0 евра. А на располагање секоја година му беа по 2 до 3 милиони евра. Ама за да ги искористите треба да направите проект. Такви проекти почнаа да се работат сега, за може да се аплицираат за година. Значи не можете вие да го сработите проектов овој месец и другиот да го аплицирате. Светска банка имаше одобрено 4 милиони евра кредит за Охрид, од кои што во моментов ќе се повлечат само 2, заради тоа што кога дојде градоначалникот Бакрачевски немаше ни еден сработен проект, за 3-4 месеци успеа да сработат проекти кои што требало да се работат 4 години наназад, за да се повлечат овие 2 милиони, а за останатите 2 милиони се работат сега проекти за може да се повлечат следна година. И тоа се пари кои што ќе во работи кои што им се најбитни на охриѓани, значи инфраструктурни проекти и проекти на одржување на градот. Така што навистина мислам дека резултатите на оваа локална самоуправа допрва ќе доаѓаат. Јас сум силен поддржуваш на она што го прават, навивам за нив, ги поддржувам и мислам дека нема и мене ме разочараат и охриѓани, напротив мислам дека ќе има резултати, дека ќе сме сите горди на тие резултати. Само што ве прашам, ја го поддржувате ли градоначалникот со тоа што дел од администрацијата ги префрли во зградата, во административната зграда во која се негија и опозицијата го напушти советот пред некој ден токму поради тоа? Значи, да бидам искрен, во делот кој што се однесува на менаџмент на локалната самоуправа, нити сум се мешал, нити имам намера да се мешам. Тоа го прочитав од медиумите, можам да имам своje мислење, но тоа е работа на оној кој што раководи со општината. Доколку градоначалникот смета дека така ќе е поефикасно, во ред. Доколку мисли дека нема да е ефикасно, пак во ред. Тоа што им е најбитно на охриѓани не е дали некој работи во Охрид, во Косел, во Лесковец, во Велгошт или во Пештани, туку дали има резултати или не. Ако нема резултати,
сето друго е муавет помеѓу 200 луѓе таму внатре, кои што помеѓу себе разговараат дали нешто е добро или не. Ама јас знам дека многу често се случуваше поголем дел од тие кои што работеа во општината, кои што работат и сега, да немаат работни задачи со претходниот градоначалник. Јас не ги обвинувам нив, значи вие за работите треба да добијате работна задача, што сега не е случај. Така што работа на секој менаџер, во случајов на градоначалник или дали е тоа министер, директор, премиер и така натака, е да се направи негов систем и начин на работа, а тоа што ги интересира граѓаните не е тоа кој на која позиција е, дали некој работи во една или во друга институција, дали има резултати. И тоа треба да е единствениот суд. Има или нема резултати. Се друго е второстепено и небитно ако нема резултати и обратно е комплетно небитно ако има резултати. И ова значи дека апсолутно верувате во работата на градоначалникот Јас Грачевски на локална. Кажав заради Охрид, не толку заради мојата политичка партија, заради Охрид, јас верувам и навивам и за овој градоначалник и за оваа локална самоуправа да направат работи кои што му се потребни на Охрид. Така. Споменавме многу теми, јас верувам дека гледачите се задоволни од оно што го слушна, останува уште многу работи кои што не успеавме во овој разговор, во интервју да ги споменеме, но во некоја следна прилика верувам дека повторно ќе ми дојдете на гости. Ви благодарам од срце што се отврте на поканата и што бевте првиот гостин во новиот циклус емисии на ТВ Објектив. Јас ви благодарам исто така, ви посакувам многу успех, многу гледачи, многу публика и се надевам дека ќе се гледаме повторно со убави теми. Благодарам на вистина.